ја користам оваа прилика да ви го честитам најголемиот наш национален празник, Денот на независноста. Стоиме тука пред паметниците на великаните кои што ги дале своите животи и го градиле своето дело во суверена, самостојна и независна Република Македонија. Од името на македонските граѓани, македонскиот народ, македонските носители, но и бранители на државниот суверенитет, би сакала да ја објаснам символиката на кругот, за која што многу суштествено зборуваше отец Ивица. Значи, најавата до надлежните служби дека сакаме токму на ова место пред Македонското народно собрание да испишеме еден круг со бела боја кој што ќе ги символизира темелите на суверенот на македонскиот народ и на суверенитетот, независноста на македонската држава, која што е спечалена и која што треба сега во тој круг сите заедно да застанеме и да ја зацврстиме, затоа што таа никој не може да ја избрише, ниту да ја поништи, а уште помалку да ја редефинира, да ја видоизменува или да ја крои по нечии други потреби и интереси. Тој круг ќе го символизира светото тројство на борбата на македонскиот народ за собствена самобитност, слобода и независност. Питу Гули како символ на македонскиот народ на борбата за слобода и независност, која што се круниса со создавањето на Крушевската република, начело со првиот председател Никола Карев, а потоа во 1944 година со Асном. И понатаму, значи, како завршница во 1991 година на 8 септември, кој што ден сега ние го прославуваме. Затоа апелирам до македонскиот народ да знае, да биде совесен и свесен. Се додека стоиме на овој темел, во овој круг на нашата сувереност и независност, ние ќе имаме и живот, и слобода, и ќе бидеме суверени, самостојни и ќе можеме да очекуваме благосостојба. Ако сме надвор од тој круг, ако ги напуштиме темелите, за нас следува само непостоење и небиднина. Затоа многу е шарена таа демагогија која што нуди живот, а всушност ни ја спрема процесијата за смрт и непостоење. Затоа да бидеме совесни, да бидеме не само носители, туку и бранители на собствениот суверенитет и на државата. Само така можеме достојно да им додадеме почит на нашите предци кои што се бореле и со крв ја спечалиле оваа наша родна држава и земја. Затоа ве повикувам сите заедно да застанеме во тој символичен круг, на тој символичен темел на нашата сувереност, а потоа сите заедно да им отдадеме почит, да им се поклониме со тоа што ќе положиме свежо цвеќе пред овие паметници, пред кои што, за жал денеска, дури цел ден тука бевме, не видовме дека некој се сети на нив, ниту пак положи, ниту пак им се поклони. Ви благодарам за вашето присуство.